Почитувани, доктор Актан Аго, конзул на Република Северна Македонија во Истанбул, Република Турција, почитуван професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитуван професор доктор Хајати Девели, декан на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет, професор доктор Анета Дучевска, декан на Филолошкиот факултет Блаже Коневски универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, директор на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Емине Инанир, раководител на катедрата за словенски јазици и литература, почитувана професор доктор Ѓонел Узели, раководител на катедрата за македонски јазик и книжевност на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет. Почитувани професори, македонисти, поранешни лектори, драги студенти. Мерхабалар, конференсызмыза хош гелдинис. Кузей Македонија, Истанбул, баш конзулусу Сајан, доктор Актан Аго, Ускуп Аскирил ве Методи, универзитеси ректору, Сајан, професор доктор Никола Јанкуловски, Истанбул, универзитеси, едебиот факултеси, декана Сајан, професор доктор Хајати Девели, Блаже Коневски, едебиот факултеси, декана Сајан, професор доктор Анета Дучевска, Кузей Македонија, Ускуп Аскирил ве Методи, универзитеси, Улусларас Македон Дили, едебијати ве културу, семинар модуру, Сајан професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, Истанбул универзитеси, едебијат факултеси, Слав Дилери, ве едебијатлари болуму, Башкана Сајан професор доктор Емине Инанир, ве Македон Дили, ве едебијати болум Башкана Сајгедер професор доктор Ѓонел Узели. Сајгедлер, професор Македонџаја Севенлер, ве Севгили Оренџилер. Добре дојдовте на одбележувањето на јубилеот 35 години постоење и неуморна работа на катедрата за македонски јазик и литература на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет во Истанбул, Република Турција. Долгогодишното присуство на македонистиката на еден од најстарите универзитети во Република Турција, Истанбулскиот универзитет, говори за досегашната плодна соработка на полето на образованието и науката, но и пријателските односи што ги негуваат двете земји, Република Турција и Република Северна Македонија. Туркија Џумхуријети, Истанбул универзитети едебијат факултесинде узун йыллардар сүрегелен Македон дили ве эдебијати болумунун 35 йылдонумуне хош гелдинис. Туркија Џумхуријетинин ен эски универзитетинлерден бири olan İstanbul Üniversitesi'nde uzun süredir Makedon çalışmalarının varlığı eğitim ve bilim alanındaki verimli iş birliğin yanında iki ülke Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında dostane ilişkiler de devam etmektedir. Овој настан како дел од годишната програма на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје се остварува во рамките на богатата програма посветена на големиот јубилеј на великанот Блаже Коневски, како дел од програмата на манифестацијата 2021 година во чест на Блаже Коневски под покровителство на председателот на државата Стево Пендаровски, а во координација на Министерството за култура во соработка со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Во тие рамки ми представува особена чест и задоволство да го поканам ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Никола Јанкуловски, да се обрати и да го отвори овој свечен настан. Ускуп Азис Кирил ве Методи универзитеси ректору професор доктор Никоla Јанкуловski bu etkinliğin açılış konuşmasını yapmak için davet etmek benim için büyük bir onur ve zevktir. Повелете, професор доктор Никола Јанкуловски. Благодарам. Почитуван професор доктор Махмут Ак, ректор на Истанбулскиот универзитет, почитуван генерален конзул
на Република Северна Македонија во Република Турција, доктор Актан Аго, почитуван декан на филолошкиот факултет, на факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет Хајати Девели, почитувана професор Анета Дучевска, декан на филолошкиот факултет Блаже Конески, почитувана професор доктор Весна Чепишева Мојсова, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ми представува не само голема чест и задоволство, туку и посебна радост да ве поздравам на денешниот свечен настан, кој е дел од низата чествувања кои што Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ги остварува во рамките на програма посветена на 100 годишнината од раѓањето на великанот Блаже Конески. И честа и задоволството и радоста се големи затоа што јубилеот 35 години изучување на македонскиот јазик, литература и култура на Истанбулскиот универзитет не се случува како резултат на миговни случајности или сплетна околност. Се случува како резултат на историска и судбинска поврзаност меѓу двете култури, македонската и турската, меѓу двата народа, меѓу двете земји, а не помалку и меѓу двата универзитети. Поврзаност која што е давнешна и се потпира на традиција, која што е клучен сегмент на нашите културни идентитети. Ова не е флоскулна или клишизирана уводна констатација, туку е непобитен факт. Впрочем, не може, а да не се подсетиме дека постариот од светите браќа, се словенски просветители и наши патрони Константин Кирил филозоф, се школувал токму во прочуената Магнаурска школа во денешниот Истанбул. Таму ги стекнал знаењата кои што му возможија да го оствари подвигот да му даде и слово и знаење на словенскиот род. Неговото име е вградено и во името на нашиот универзитет. Исто токму непобитен е и фактот дека сме споделувале, заеднички сме осознавале историски лекции низ вековите, иако под влијание на општествените и политичките бранувања неретко и на различни позиции. Но и во таквите околности упатеност и поврзаноста на културните кодови била непобитна. Илустративна потврда на тоа е и што еден од корифеите на македонската природба и основоположник на македонската современа поезија, Константин Миладинов, чиј што живот заврши во Истанбул, исто како и неговиот брат Димитрија, антологиската песна Тъга за југ, напишана во Москва, ја започнува со стиховите. Орелски крилја как да си метнех и в наши страни да си преетнех. На наши места јас да си идам, да видам Стамбул кукуш да видам. И за него Стамбул, односно Истанбул, пред се како културно, а не дотолку како политичко одредиште, бил меѓу нашите места заедно со Кукуш, Охрид, Струга и други. Но од друга страна, исто толку важна илустративна потврда се, например, патеписните записи на Евлија Челебија, кои што до ден денес се едни од најзначајните сведоштва за особеностите на македонската култура во важен историски моментум, како и мемоарските записи на Таксин Беј, во кои што ја објаснува тогашната Македонија, а кои што и денес се клучни за македонската историографија. Впрочем, нејзините сознанија за еден немал историски период се потпираат токму на турските документи, вклучително и на турските дефтери, кои што сведочат за македонската посебност на овие простори низ вековите. Но во исто време тие и се вкупниот историски трезор на Истанбул се и појдовни точки за турската историографија која што неминовно говори за она што е дел од историскиот континуум на денешната современа македонска држава. Сето она што се случувало низ вековите не само што оставило трага, туку воспоставило нераскинливи културни синтези. За тие синтези да се согледа се чини доволно е одново да се осврнеме кон великиот научен опус на Конески во своите трудови. Тој континуирано укажуваше на тоа дека турцизмите кои имаат неутрално обележје и понатаму ќе се применуваат и ќе обстанат во македонскиот јазик.
по нивниот дамнешен продор заради историската поврзаност меѓу двете култури. И така и би. Оваа тенденција трае и денес, додека турцизмите кои што немаат неутрално обележје екзистираат добивајќи стилска маркираност. Впрочем, да не заборавиме дека во првиот речник на македонскиот јазик, по кој што Коневски оствари својот редакцијски блог, има над 3000 турцизми, од кои што не малку се присутни и во поезијата на Коневски, кој што сведочи и придонесува за нивната присутност во живата македонска реч. Од тука, отворањето на лекторатот по македонски јазик во Истанбул пред 35 години е историски логична последователност на нашата непобитна поврзаност, клучна фаза на нашето културно содействување и взаемно почитување на двете култури по историските препетувања. Од тука се чини и не можеше во посоодветно време да се случи овој јубилеј во годината во чест на Блаже Коневски. Ме радува што во исто време ката ден е присутен интересот за изучување на турскиот јазик на нашиот универзитет, на Филолошкиот факултет Блаже Коневски, каде што се изнедруваат познавачи не само на турскиот јазик, ами и на турската култура, а како резултат на тоа, турската книжевност е сегмент на одешната издавачка продукција. Сепак, сето ова што е историска ретроспекција и актуелна состојба не треба да не возгордее, туку да не обврзи понатаму да се создаваат и поддржуваат нови генерации проучувачи на македонскиот, но и на турскиот јазик, литература и култура во двете земји. Затоа би сакал со радост одделно да ја поздравам и новата генерација студенти на македонистика, како и на студентите што го изучуваат турскиот јазик во нашата земја. Сето ова обврзува на соработки и содејство, затоа што нема сегмент на општественото и културното, современото живење во кое што не се испреплетени македонско-турските врски и релации, економијата и стопанството, здравството, уметност и културата во најширока смисла. Ама ова почива на содејство и соработка преку основните постулати на секое општество, образованието и науката. Затоа, драго ми е што денес сме токму на еден ваков состав, значајни научници од Истанбулскиот универзитет, декани, раководители на катедри, познавачи на македонскиот и на турскиот јазик, преведувачи, некогашен и сегашен лектор на универзитетот, дипломати. Верувам дека заеднички можеме да сториме уште многу за создавањето и поддржувањето нови генерации проучувачи на двата јазика во двете земји. Проучувачи кои што не само што ќе ја продолжат досегашната традиција, туку и уште повеќе ќе ги затврстат синтезите меѓу нас. Но верувам дека можеме да сториме и ќе сториме уште многу и во еден поширок контекст на соработка меѓу УКИМ и Истанбулскиот универзитет во повеќе сфери, а се со заедничка цел – создавање што потемелни, повредни, нови стручни кадри кои што во овие турбулентни времиња ќе бидат не само конкурентни на пазарот на трудот, туку и двигатели на општествениот и културниот развој. Искрено верувам дека денешниот настан, на кој што ќе слушнеме многу за историјата на лекторатот во Истанбул, а истовремено и за поврзаноста меѓу двата универзитети, меѓу двете култури и двата народа, нема да биде само представување на минатото и сегашноста, туку исто толку ќе биде и платформа на идеи и подготвеност за нови предизвици со кои што веќе ја планираме и ја одредуваме иднината. И за крај морам да напоменам дека со овој од низата настани не запираме со активностите кои што како најстар универзитет во земјата придонесуваме за достојно одбележување и на големиот јубилеј 100 години од раѓањето на Блаже Коневски, човекот кој што би бил особено горд и радосен на јубилеот 35 години македонистика во Истанбул. Напротив, во престојниот период ќе следат уште низа активности со кои што ќе го дадеме нашиот максимум за нашиот голем учител Коневски, средишната фигура на македонскиот 20 век. Но исто толку јасно и гласно морам да напоменам дека со овој настан посакувам да отпочнеме и етапа на нови
перспективи на соработка меѓу двата универзитети. Мостот што не поврзува е несрушлив и треба да чекориме по него согледувајќи нови предизвици во хоризонтите кои што се простираат пред него. А како што вели една турска поговорка преведена на македонски јазик, убавиот збор железни врати отвара, нека е честит јубилеот 35 години изучување на македонскиот јазик, литература и култура на Факултетот за литература на Истанбулскиот универзитет. Ви благодарам. Ви благодарам на вашето обраќање и убавите жилби. Во продолжение го поканувам конзулот на Република Северна Македонија во Истанбул, доктор Актан Аго, да ни се обрати. Кузей Македонија, Истанбул, баш конзулот со Сајан, доктор Актан Аго, бујрун. Микрофонот ке ве молам, да. Да, се извинувам. Има зашто, повелете. Почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски. Истанбул универзитеси ректори, Сајан професор доктор Махмут Ак. Истанбул универзитеси едебијат факултеси деканы, Сајан професор доктор Хајати Девели. Декан на Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитувана професор доктор Анета Дуческа. Почитувана професор доктор Весна Мојсова Чепушевска, директор на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Истанбул универзитеси едебијат факултеси, Слав Дилдериви едебијат Кюрсю Башкана, Сајан професор доктор Емине Инаныр. Истанбул универзитеси едебијат факултеси Македон Диливе едебијата Бөлүм Башкана, Сајан професор доктор Гönül Узелли. Почитувани професори и драги студенти, деерли хоџалар ве севгили öğrenciler. Ми представува обраќањето ќе го изведам на двата јазика неизменично, за да можат и двете страни да ме разберат. Ми представува особена чест и задоволство да ве поздравам и да се обратам денес на овој свечен настан по повод одбележувањето на 35 годишнината од постоењето на лекторатот по македонски јазик и литература во Истанбул. İstanbul'da Makedon Dili ve Edebiyatı Lektörlüğünün kuruluşu 35. yıl dönümünün münasebetiyle düzenlenen bugünkü törende söz almak ve sizleri selamlamak bana özel onur ifade etmektedir. Upatuvam srdečni čestitki po povod ovoj golem jubilej kon vas, но и кон сите оние кои се заслужни и придонеле за формирање долгогодишното успешно работење и обстојување на катедрата за македонски јазик и литература на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Makedon Dili ve Edebiyatı bölümünün kuruluşu, başarılı çalışması ve hayatta kalmasında emeği geçen herkese içten tebriklerimi sunarım. Ова е јубилејна и навистина импозантна бројка од 3,5 децениско присуство на македонскиот јазик, литература и култура на еден од најстарите и најпрестижни универзитети во Република Турција, Истанбулскиот универзитет, говори дотолку повеќе и за исклучителната успешна билатерална соработка на образовно, научно и културно поле помеѓу Република Северна Македонија и Република Турција. Türkiye Cumhuriyeti'nin en prestijli ve en eski üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nde Makedon Dili, Edebiyatı ve Kültürünün mevcudiyetinin jübilesi ve 35 yıllık varlığı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim, bilim ve kültür alanındaki karşılıklı olan verimli ve başarılı işbirliğini ifade etmektedir. Во овој важен центар на македонистиката во Република Турција, освен што се изучува македонскиот јазик и литература, се организираат и меѓународни конференции и симпозиуми преку кои се продлабочува соработката и се градат долгорочни и одржливи мостови помеѓу македонската и турската научна мисла. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Makedonca çalışmaları bu önemli merkezinde Makedon dili ve edebiyatının öğretilmesi yanı sıra
Uluslararası konferanslar ve sempozyumlar da organize edilmesiyle Makedon ve Türk bilim dünyası işbirliğinin geliştirmekte ve aralarında uzun vadeli güçlü ilişkiler kurulmaktadır. Во тие рамки, чина ми успеавме да го исполниме заветот од великанот Блаже Конески, чија 100-годишнина од раѓањето ја одбележуваме токму годинава, и гордо да посведочиме дека успешното работење на лекторатите по македонски јазик во светот се плод на темелите кои тој ги постави во однос на македонистиката. Bu bağlamda tam da bu yıl doğumunun 100. yıl dönümünü kutladığımız Büyük Makedon Bilim Aydını Blaže Koneski'nin sözünü yerine getirdiğimiz kanısındayım ve bununla dünyada Makedon dili ve edebiyatı bölümlerinin başarılı çalışmaları, kendisi Makedonca kültürü, dili ve edebiyatı çalışmalar konusunda attığı temellerin ürünü olduğunu gururla bir tekrar söylemek gerekmektedir. Блаже Конески, кој пред се беше лингвист, меѓународно реномиран славист и еден од најзначајните протагонисти во процесот на кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, создавање на граматиката и правописот, постојано истакнуваше живата снага на македонскиот јазик. Во изминатиот период посебно ме радува фактот за зголемениот интерес за изучување на македонскиот јазик, се уште како изборен, но достапен за сите катедри на Истанбулскиот универзитет. Uluslararası üne sahip ve öncelikle bir filolog, dil bilimci olan Blaže Koneski, Makedon standart dilinin kodifikasyon süreci, gramer kitabı ve imlanın oluşturulması en ünlü kahramanlarından biri olan Blaže Koneski, sürekli olarak Makedon dilinin canlı gücünü vurguluyordu. Ve işte bu yüzden geçmiş dönemde ve günümüzde Makedon dilinin öğrenilmesi konusunda artan ilginin halen seçmeli ders olarak ve İstanbul Üniversitesi'nin tüm bölümlerine ulaşabilir olması beni de ayrıca sevindirmektedir. Двете земји, Република Северна Македонија и Република Турција, перманентно посветуваат исклучително големо внимание кон промоција на историските вредности и употребата на своите јазици, промоција на литературата и културата. Тоа се области кои истовремено наметнуваат и заедничка голема одговорност и заложба за нивното континуирано негување, чување, збогатување, промовирање и развивање. İki ülke olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, kendi tarihi değerlerin tanıtımı ve dillerin kullanılmasına, edebiyat ve kültürün tanıtımına sürekli olarak büyük önem vermekteler. Bu gibi alanlar aynı zamanda onların sürekli ilgilenilmesi, korunması, zenginleştirilmesi, tanıtılması için büyük karşılıklı sorumluluk ve taahhüte dayatan alanlardır. Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Истанбул, како и во минатото, исто и денес и во иднина, ќе ги поддржува сите активности и заложби на македонската и турската страна во насока на зголемување на заемната успешна соработка на полето на образованието и науката. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, eğitim ve bilim alanında karşılıklı olarak başarılı işbirliğini artırmak için geçmişte olduğu gibi bugün hem de gelecekte Makedon ve Türk tarafının tüm faaliyet ve çabalarını destekleyeceklerdir. Vi благодарам, teşekkür ederim, saygılar. Teşekkür ederim. Ви благодарам. Од конзулатот добиваме секогаш несебична поддршка, присуство на сите наши настани и навистина тоа на лекторатот и на студентите и на сите нас ни значи многу. Го поканувам деканот на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет, професор доктор Хајати Девели, да се обрати и да го отвори овој свечен настан. Истанбул универзитеси Едебијат факултеси dekan Profesör Doktor Hayati Develi bu önemli etkinliğin açılış konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Buyurun Sayın Profesör Doktor Hayati Develi. Teşekkür ediyorum.
Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Sayın Doktor Aktan Ago, Üsküp Aziz Kril ve Metodi Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nikolay Yankulovski, Blaže Konenski Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Aneta Duchevska, Kuzey Makedonya Üsküp Aziz Kril ve Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili Edebiyatı ve Kültürü Semineri Müdürü Sayın Profesör Doktor Vesna Mojsova Çepşevska, kıymetli konuklar, kıymetli akademisyenler, kıymetli öğrenciler. Öncelikle İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Akın selamlarını size iletmek isterim. Kendisi sonradan çıkan bir program sebebiyle şehir dışına bulunmak zorunda kaldı. Size de sıcak selamlarını ve sevgilerini iletiyor. Kendisi de aslen köken olarak neredeyse Kuzey Makedonya sayılabilecek bir ailedendir. Ve rektörlüğü boyunca da hem Slav Dilleri ve Edebiyatları bölümünü hem de bizzat Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı desteklemiştir ve desteklemeye de devam etmektedir. Bugün Üsküp Aziz Kril ve Metodi Üniversitesi ile birlikte Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın kuruluşunun ve iki üniversite arasındaki başarılı işbirliğinin 35. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu etkinlik vesilesiyle ben de 35 yıldır devam eden bu başarılı işbirliğinin devamını temenni eder, en içten dileklerimle kutlarım. Kendi alanında öncülüğü kanıtlanmış olan fakültemizde 1985-1986 eğitim öğretim yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü içerisinde Makedon dili öğretilmeye başlanmıştır. 1990'ların başına kadar tek ve ilk Slav dili olarak fakültemiz müfredatında yer almaktadır. Daha sonra açılan diğer Slav dilleriyle birlikte Slav Dilleri ve Edebiyatları bölümünde Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı statüsünü kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında yapılan kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliği anlaşmaları çerçevesinde fakültemizde ilk Makedonca dersler Dr. Fania Popova tarafından yürütülmekteydi. Sonraki yıllarda Uluslararası Makedon Dili ve Kültürü kurulunca sınav ile tespit edilerek fakültemize Makedonca dersleri vermek üzere Naum Trajkovski, Gordana Aleksova, Sonya Paneva, Zoran Spasovski, Majda Şabanova ve şu an görev yapmakta olan Marina Svetanovska adlı hocalar gönderilmiştir. Makedon Dili ve Edebiyatı uzmanları alanlarında verdikleri derslerin yanı sıra birçok etkinlik içerisinde de yer almakta ve Türk-Makedon kültürel ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlayan çeşitli toplantıların düzenlenmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu gibi etkinliklerin neticesinde 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da yaşamış olan Makedonya ulusal şairlerinden Miladinovci kardeşler adına yapılan bir anı levhası fakültemizde 4. katta yerini almıştır. Aynı zamanda Üsküp Aziz Kril ve Metodi Üniversitesi Blaže Konenski Filoloji Fakültesinde ise Türk şair Yahya Kemal Beyatlı anısına bir levha asılmıştır. Makedon dili ve edebiyatı kültürüne ilgi ülkemizde giderek artmaktadır. Ayrıca her ders yılı sonunda derslerde başarılı olan 2 öğrenci ve 2 öğretim elemanına Ohri'de düzenlenen 2 haftalık Makedon dili, edebiyatı ve kültürü yaz kurslarına Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetince katılım imkanı sağlanmaktadır. İnsanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasını disiplinler arası işbirliği temelinde araştırmak, geliştirmek ve elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak fakültemizin misyonudur. Bu bağlamda fakültemizde 2 yıldır 26 Eylül tarihinde Avrupa Diller Günü düzenlenmektedir. Bu etkinliğe Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı da katılmakta, Makedon dili, kültürü, gelenekleri tanıtılmaktadır. Üsküp Aziz Kril ve Metodi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arasındaki işbirliği çerçevesinde 2019 yılında Üsküp İstanbul Kentsel Kültürel Kimlikler Sempozyumu her iki tarafta da çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. Bu toplantının sonucunda uluslararası bir sempozyum bildiri kitabı yayımlandı. Bilim kurumlarımız arasındaki bilimsel işbirliği daha da derinleşti ve gelecekte de
gelişmeye devam edecek. Yukarıda belirttiğim ve bugünkü toplantımızda da Üsküp Aziz Kıril ve Metodi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında, Üsküp ve İstanbul arasında iki ülke ve iki halk arasındaki köprünün hala işlediğini görmekte, aynı zamanda Türkçe ve Makedonca dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında yeni nesil bilim insanları yetiştirme taahhütünde bulunmaktadır. Bunun dışında şunu da ifade edeyim. Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığım sırasında da orada da Üsküp'te, Makedonya'nın her yerinde Türkçe'ye olan ilgiyi de gördüm. Hem ülkemizde Makedon dili ve kültürüne artan ilginin artması, hem Makedonya'da Makedon hükümetince bu ilişkilerin desteklenmesi, gelecekte iki ülke ve iki halk arasındaki kalıcı işbirliğinin, dostluğunun devamının garantisi olarak görülmektedir. Toplantıyı düzenleyen bütün hocalarımıza gönülden katkılar sunuyor. Saygılarımı ve selamlarımı ifade ediyorum. Teşekkürler, teşekkür ederim. Sen Profesör Doktor Hayati Develi. Би сакала да истакнам тоа што го кажа и деканот на Факултетот за литература на Истанбулскиот универзитет, дека се гордее и го прогласува настанот за отворен на овој јубилеј 35 години од лекторатот. Тој се наврати историски на отворањето и функционирањето на почеток на катедрата за западни јазици, како единствен македонскиот, како единствен словенски јазик кој се изучувал, за подосна да се формира катедрата. Понатаму ги спомена имињата на сите лектори кои што се заслужни во овој период 35 годишното работење и придонеле со својата работа истовремено на Факултетот за литература. Деканот, професор Hayati Develi, ја истакна исклучителната соработка со меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во однос на учеството на студентите на летната школа, учеството секако на зимската школа што е започната, нашата организација овде одбележувањето на 26 септември како ден на европските јазици, во чии рамки ние имаме пано и можеме преку рецитали да ја истакнеме нашата култура, традиција и јазик. Исто така, деканот се осврна и на соработката во 2018 воспоставена со Институтот за македонска литература, од каде што произлезе еден симпозиум насловен како Урбани културни идентитети Скопје и Истанбул, од каде што произлезе и зборник од овој голем симпозиум на трудови на еминентни македонски и турски научници. Исто така, деканот истакна дека соработката помеѓу Универзитетот Кирил Методи и помеѓу Истанбулскиот универзитет, помеѓу Скопје и Истанбул ќе функционира и ќе продолжи да се работи на продлабочување на овие релации и научна соработка во овие рамки. Во продолжение, почитувани, ја поканувам деканката на Филолошкиот факултет Блаже Куневски, професор доктор Анита Дучевска, да ни се обрати. Блаже Куневски филологи факултеси декани професор доктор Анита Дучевска Üsküp'ten konuşmasını gerçekleştirecek. Teşekkür ederim. Buyurun. Благодарам, Марина. Почитуван ректор Јанкуловски, проректорке Стасевска, почитуван професор Девели, декан на Истанбулскиот факултет, тоест на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет, почитувани гости, драги колешки и колеги, поздрав срдечен во моје име пред се, но и во име на целиот колектив на Филолошкиот факултет. Навистина ми е многу драго што сум дел од оваа средба денешна, на која што одбележуваме 35 години од постоењето на лекторатот по македонски јазик и литература во Истанбул. Како што кажа нашиот ректор, а како што кажа сега пред малку и деканот Девели, наистина релациите и врските и изградените мостови цврсти веќе се започит во однос на оваа соработка и исто така се надоврзувам и јас на заложбите од страна на ректорот, а и на деканот Девели, на нашиот ректор Јанкуловски и на деканот Девели, уште повеќе да ги зацврстуваме и да ги продлабочуваме, како што веќе
повторно и двајцата кажаа дека има најави, особено еве ме поттикна на оваа констатација и фактот што веќе сега слушнав, не сум знаела Институтот за литература дека се вклучува оваа работа, тоест дека имало конференција одржана веќе со зборник на трудови, така што целата оваа работа оди во еден правец кој што на сите многу ни, како да кажам, ни одговара, ни се допаѓа и ни прави чест и задоволство да го работиме во сите овие сфери. Бидејќи во центарот на сите лекторати, па и на овој, се наоѓаат јазиците пред се, конкретно македонскиот јазик во нашиот случај, за нас е фантастична можност да сме присутни во една земја како Турција, еден град како Истанбул, еден универзитет како Истанбулскиот, во значи, словенски јазик во несловенска средина и исто така турскиот јазик и книжевност, кој што е еден од представен со катедрата наша на нашиот факултет како една катедра со долг статус на активност. Повторно се надоврзува на првите констатации дека навистина нашите врски, релации и сета активност досегашна и пред овие 35 години, а и во иднина се плодни и не занемарливи воопшто. Самиот факт на 35 годишното постоење и сета оваа мала историја што ни ја представи деканот на Истанбулскиот факултет, кажува нешто и за заложбите на нашиот универзитет, на УКИМ, како и воопшто и претходните годишнини што ги организира колишката Мојсова како директор во однос на постоењето на лекторатите. Се гледа дека 70-тите и 80-тите години на УКИМ биле на вистина една плодна деценија, тоест 2 децениска посветеност и работа да основа вакви лекторати, да ги одржува и уште повеќе денес да се залага тие да се развиваат во една убава и би рекла посветла иднина на која што сите се надеваме. Уште еднаш срдечен поздрав до сите, многу успех понатаму, особено на колегите во Турција, успех и на колегата Актан Аго, кој што заборавив претходно да го поздравам, а секако се познаваме ние од факултетските денови, до сите уште еднаш срдечни поздрави и се најубаво. Тешекюр едерим. Ви благодарам и на вашето обраќање, секако релациите ги спомена и деканот помеѓу филолошкиот факултет и факултетот за литература овде постојат. Во однос на тоа се и турската катедра постои и соработката, одбележувањето на Јахја Кемал. Овде имаме една табла поставена на 3-тиот кат, ја спомена деканот на Миладиновци, секогаш е убаво да се види и представува мотивација за студентите. Ви благодарам, тешекюр едерим. Ја поканувам директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, со своето излагање. Веќе во овој дел имаме и всушност е помалку и работен дел, обраќање на тема Конески мостот меѓу двата универзитета, меѓу Скопје и Истанбул, меѓу двете земји и двата народи. İstanbul Üsküp iki okul, iki halk, iki ülke arasındaki köprü. Profesör Doktor Vesna Moјsova Чепишевска, Kuzey Makedonya Üsküp Kiril ve Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili Edebiyatı ve Kültürü Семинар Müdürü. Повелете, бујрум. Благодарам, Марина. Мислам дека до сега се убаво тече и дека сме во една убава атмосфера. И јас ги поздравувам сите од професор доктор Никола Јанкуловски, ректорот на УКИМ, кој што имаме исклучителна поддршка во сите овие активности што ги правиме како меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура со лекторатите во странство. И особено ми е драго дека посебно свечен тон даде и приклучувањето, учеството на доктор Актан Аго, генералниот конзул
на Република Северна Македонија во Република Турција и му благодарам дека издвои време и на овој начин преку Zoom платформата и секако тука, особено на професор доктор Хајати Девали и професор доктор Анета Дучевска, како први луѓе, како челници на двата факултета, на Факултетот за литература на Истанбулскиот универзитет и како декан на Филолошкиот факултет Блаже Конески на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Така што како што кажа Марина, мојот текст е Конески мостот помеѓу двата универзитета, помеѓу Истанбул и Скопје, помеѓу двата народа. Од кога започнува да се гради тој мост? Дали камен темелникот на овој мост не е удрен токму во 9-тиот век, како што спомена нашиот ректор професор доктор Никола Јанкуловски? Знаете, тогаш младиот надарен Константин, подоцна познат како Свети Кирил и како татко на првата сесловенска азбука, на глаголицата, учи во она позната Магнаурска школа, во која од таа Магнаурска школа потоа продолжува и работата на големиот Истанбулски универзитет. Тоа е најголемото и најпрестижното училиште во Византиското царство, каде што се школуваат деца на императори и членови на византиската аристократија. Дали оваа градба, овој мост помеѓу Скопје и Истанбул, не се зацврсти додека Константин учи богословски науки, граматика, аритметика, географија, астрономија, музика, поезија и реторика, но и латински, еврејски и сириски. Дали додека работи како професор по филозофија на оваа школа, и особено овој податок ми е многу драг, како библиотекар во црквата Света Софија, дали тогаш не ги впива сите мириси и сите бои на колоритниот, мултикултуралниот Истанбул? Дали овој мост не се доизгради особено во текот на целиот 19 век? Дали тој мост не ја доби својата вистинска орнаментика со приказната за браќата Миладиновци? Дали е случајност што Константин, не оној од 9 век, туку оној од 19-тиот, толку силно пека покрај за Охрид и Струга и за Стамбул? Дали овој мост не се доизгради со приказните во 20-тиот век, она на Јахја Кемал Бејатли и ова или она на Блаже Конески? Имено, Марина нешто спомена, а еве сега да се подсетиме дека 30 години по смртта на Јахја Кемал Бејатли ќе се постави спомен плоча во неговиот роден град, во непосредна близина на неговиот роден дом, во аулата на Филолошкиот факултет, која ите го носи името Блаже Конески. И гледате, тука во тој простор ќе се прегрнат двете водечки фигури во своите национални култури и литератури, турската и македонската. Со тоа родниот град ќе го удостои својот син Бејатли, а оваа спомен плоча, заедно со она што ја спомена лекторката магистер Марина Цветановска, тоа е плочата на браќата Миладиновци, вдомена на последниот спракат на Факултетот за литератури во Истанбул, дали тие не некако на некој начин нема да се прегрнат уште еднаш, бидејќи, како што знаеме, тие сведочат дека вечното во поезијата и поезијата во вечноста се присутни на сите меридијани каде што човекот живее, действува и твори. Конески му даде свој печат на тој мост и преку неговата книга Избрана поезија во препев на турски од Неџати Зекирија. Ова збирка излегува 1981 година под наслов Везење над звездите. Издавачката куќа е Джем од Истанбул, значи 1981. Тоа е истата година кога Конески станува добитник на златниот венец на Струшките вечери на поезијата и во кратката воведна реч кон овој избор под наслов Љубов кон една книга, вака пишува истакнатиот турски поет Фазил Хисни Дагларча. Инаку и тој е добитник на златниот венец на Струшките вечери на поезијата, но пред тоа, во 1974 година, и еве што напиша или што кажа, што потенцира Дагларча. Вели вака: поетите при раѓањето свое во своите дланки ги носат првите стихови. Што и да прават во животот, тие стихови не исчезнуваат од нивните дланки, бидејќи поезијата е нивна единствена преокупација. Поетите со своите волшебни инструменти ги доловуваат најдалечните атоми што не се достапни за кој да е
редактор. Ете, мојот драг творец, Блаже Конески, вака му се обраќа, нели, Дагларџа, спаѓа во редот на ретките вакви срекници, поентира Дагларџа во книгата Светската критика за делото на Конески. Па така, еве, во оваа значајна годишница, 35 години, нели, бидејќи отворен таму во академската 1985-86. Значи, 35 години од изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура на Истанбулскиот универзитет, еве да ја додадеме и оваа. 40 години од таа 1981 од излегувањето на книгата Грст стихови од Конески, Везење на звездите на турски јазик. Затоа на Конески, како интерлингвист и компаративен литерат, мораме да гледаме, треба да гледаме и како на едно финале во градењето на тој мост меѓу двата универзитета, помеѓу Скопје и Истанбул, помеѓу двете земји и двата народа. Всушност, Конески е резултат на синтеза на три општествени фактори. Да се подсетиме на семејството, на социјалната средина и на образованието. Растане во билингвално семејство, уште од мали нозе, значи, покрај македонскиот, слуша приспевни песни од мајка си на влашки јазик. Социјалната средина во Прилеп во 20-тите и 30-тите години на минатиот век е полилингвална, бидејќи образованието на вистина се одвива на српски, но во градот покрај македонски се зборува и турскиот јазик. Така, малиот Конески го прима на тој начин и турскиот јазик. Петиот јазик на Конески е рускиот, што го учи во гимназијата во Крагуевац, а на ова се надоврзува и изучувањето на бугарскиот за време на студиите во Софија. Имено по завршувањето на гимназиското образование во Прилеп и Крагуевац, првите години на студии ги поминува на Белградскиот универзитет, а потоа продолжува на Софискиот, каде што и дипломира. Сето ова го гради во еден студиозен интерлингвист. Ослободен од предрасуди, интерлингвистот и компаративниот литерат Музафер Туфан во еден свој текст кој што го прочитал токму на 29-та научна конференција која што се случила во рамките на 35-та школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Еве, тоа било во 2002-та, значи скоро пред 20 години. И за крај. Да споделам некои зборови со вас, зборовите на Конески, што ги прочита во една книга, гласат вака. Многу сум среќен што сум преведен на јазикот на една голема култура, мислејќи на оној превод што излегува во 1981, значи преводот на турски јазик. На оваа среќа на Конески се надоврзува и радоста по повод овој значаен јубилеј, а тоа е 35 години македонистика на Истанбулскиот универзитет, на факултетот за литература. И во тој голем јубилеј се вдомува, во овој голем јубилеј за нас, се вдомува во еден уште поголем јубилеј, а тоа е 100 години од раѓањето на Блаже Конески. А овој свечен настан покажува дека мостот меѓу двата универзитета, меѓу Свети Кирил и Методи во Скопје и Истанбулскиот универзитет, помеѓу градовите Скопје и Истанбул, помеѓу двете земји, помеѓу двата народа, одлично функционира до ден денес, но и дека обрзува. И понатаму за создавање на нови и нови генерации проучувачи на македонскиот, но и на турскиот јазик, литература и култура од и во двете земји. Ви благодарам. Ви благодарам на вашите убави жилби, на обраќањето, на вашата поддршка, што како директор, како личност и институција ја давате кон нас лекторите, или постојано сме во контакт, со соработка и всушност работиме за заедничка цел, а тоа е промоција на македонскиот јазик, литература и култура. Нашите цели представуваат завет, токму и од Блаже Конески, од сите наши учители, почнувајќи од Константин Филозоф. Јас честопати имаме и во нас, ке споменам, ги носам студентите да видат Магнаурската школа, така што несебишно се вложуваме и продолжуваме со работата. Ви благодарам, професор доктор Чепишевска.
Во продолжение ја поканувам професор доктор Емине Инанер, раководител на катедрата за словенски јазици и литература, во чие рамки се наоѓа катедрата за македонски јазик и литература, да ни се обрати со своето излагање, насловено како местото и важноста на македонскиот јазик на катедрата за словенски јазици. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dileri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Emine İnanır, Slav Dileri bölümünde Makedon dilinin yeri ve önemi başlıklı konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Profesör Doktor Emine İnanır, buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkonsolos Aktan Ago, Sayın Aziz Kiril ve Metodya Üniversitesi Rektörü Nikola Yankulovski, Sayın Dekanlar, değerli katılımcılar, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, Slav Dilleri ve Edebiyatları 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü içinde ana bilim dalı olarak kurulmuştur. Bünyesinde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı ve Lek Dili ve Edebiyatı bilim dalları öğrenci alımına başlarken Makedon Dili, Edebiyatı ve Kültürü dersleri seçmeli ders olarak müfredata dahil edilmiştir. Ancak Makedon Dili fakültemizde 1985-86 eğitim öğretim yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü içerisinde öğretilmeye başlamıştır. 1990'ların başına kadar tek ve ilk Slav dili olarak fakülte müfredatında yer almaktaydı. 2009 yılında Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun kararıyla Slav Dilleri ve Edebiyatları ana bilim dalı bölüme dönüşmüş. Bünyesinde bilim dalları da Makedon Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı ile birlikte ana bilim dalları statüsü kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde bölümümüzde yetkin bir Rusça, Lekçe, Makedonca, Ukraynaca dili bilgisinin edinmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanlarında bilgili ve donanımlı öğrenciler yetiştirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında yapılan kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Makedonca dersler geçen bu 35 yıllık süre içerisinde Kuzey Makedonya'dan gelen görevli olarak gelen öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Sayın Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hayati Develi, Makedonya'dan gelen ve günümüze kadar bölümümüzde, Slav Dilleri bölümünde ders veren hocaların isimlerini tek tek zikretti. Tüm bu hocalara saygılarımızı iletiyoruz ve bugün aramızda bulunan bu hocalardan biri Gordana Aleksova'ya da özellikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Değerli katılımcılar, bu son yıllarda özellikle Makedon Dili ve Edebiyatı uzmanları, Makedonya'dan gelen Makedon Dili ve Edebiyatı uzmanları kendi alanlarında verdikleri derslerin yanı sıra fakültemizde düzenlenen birçok etkinlikte yer almaktadır. Bunun iyi örneklerden birisi örneğin Sayın yine Sayın Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hayati Develi tarafından belirtilen 26 Eylül tarihlerinde Avrupa Diller Günü en aktif bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca 2019 yılında da yine Aziz Kiril Metodya Üniversitesi Üsküp'ten Edebiyat Fakültesi ile birlikte düzenlenen ortak bir İstanbul'da düzenlenen ve çok büyük katılım her iki taraftan da katılım sağlanan bir toplantı. Bunun haricinde bugünkü etkinliğimizde işte bu işbirliğin ne kadar verimli devam ettiğinin bir göstergesidir. Ayrıca Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Stevo Pendarovski'nin himayesinde düzenlenen 2021 Blaže Koneski Onur Yılı adlı kutlama kapsamında
Yapılacak olan bu etkinlik vesilesiyle de, bugünkü etkinlik vesilesiyle de ben de 35 yıldır devam eden bu işbirliği ve büyük Slavist, dil bilimci, yazar Blaže Koneski'nin doğumunun 100. yılını en içten dileklerimle kutlarım. Ve başarılı hepinize saygılarımı sunar ve başarılı çalışmalar dilerim. Uspešan nastup. Teşekkürler. Teşekkür ederim професор доктор Емине Инанер. Почитувани раководителката на катедрата за славистика, во чии рамки се наоѓа катедрата за македонски јазик и литература, упати честитки по повод овој свечен настан. Ја истакна важноста на постоењето на Blaže Koneski во рамки на славистиката. Исто така се осврна на 35 годишната соработка и работењето на лекторатот во рамки на славистиката и важноста за постоењето на македонистиката покрај украинскиот јазик, покрај рускиот јазик, катедрата за руски јазик, украински јазик, полски јазик, сите словенски јазици кои што екзистираат. Исто така, нашата соработка како една целина на катедрата, на факултетот, секогаш е на многу високо ниво. Ние лекторите, јас како лектор и останатите сме добре дојдени и соработуваме на вистина на едно високо ниво, организирајќи разни настани. Благодарам професор доктор Емине Инанер за целокупната поддршка што овој период мене ми ја дадовте, нели претходно на претходните лектори. Teşekkür ederim. Во продолжение, почитувани, ја поканувам професор доктор Гордана Алексовска, некогаш лектор по македонски јазик на Истанбулскиот универзитет, која ќе зборува на тема за лекторатот по македонски јазик во Истанбул од периодот 1995 до 1999. Повелете, Buyurun Profesör Doktor Gordana Aleksovska. Гордана, немаш уклучено ништо, не те слушнавме. Да, извини. Ворит. Така е, тука сме. Благодарам Марина, благодарам Весна, благодарам. Почитувани ректори на двата реномирани универзитета, господин Никола Јанкуловски и господин Махмутак, почитувана проректорка Христина Спасовска, почитуван генерален конзул господин Актанаго, почитувани декани на двата факултета, Анета Дучевска и Хајати Девели, почитувани раководителки на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, на Оцекот за славистика при Универзитетот во Истанбул, на катедрата за македонски јазик, Весна Мојсова Чепишевска, Емине Инанер и Ѓоно Лузели, почитувана лекторке Марина Цветановска, почитувана публико на одбележувањето на оваа значена годишнина и почитувани и драги студенти, слушатели на курсевите по македонски јазик и литература на Универзитетот во Истанбул. 35 години од постоењето на лекторатот по македонски јазик и литература во Република Турција е значаен повод за одбележување и убава можност за споделување на радоста и честа што се наоѓаме во оваа приказна. Периодот од 1995 до 1999 година е само фрагмент од големата слика на приказната, но многу важен дел за незиното развивање низ годините што следуваат и за незиното стигнување до формата во која што имаме неа денес. Додека на едниот крај од приказната, на оној покрај водите на реката Вардар, во годините од 1995 до 1999 на Филолошкиот факултет Blaže Koneski при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, успешно се спроведуваат активностите на веќе засврстениот лекторат по турски јазик и книжевност. На другиот нејзин крај, на оној покрај водите на Босфор, лекторатот по македонски јазик и литература на Универзитетот во Истанбул, иако веќе со стаж од речиси една деценија, и тоа како лекторат по единствениот словенски јазик
на универзитетот во тоа време, претазаглавен меѓу административните недоречености на своето конституирање од двете страни. Во овие 4 години, кога и јас се вклучувам во приказната како лектор и како продолжувач на успешните активности на моите претходни колеги лектори, професор доктор Фанија Попова и професор Наум Трајковски, лекторатот по македонски јазик во Истанбул е недоразвиена административна формација, но многу успешна наставна структура во рамките на студиските програми на Факултетот за литература. Имено, лекторатот по македонски јазик и литература во овој период бележи огромна популарност не само меѓу студентите од факултетот во чиј што состав работи, туку и од други факултети на Универзитетот во Истанбул. Тоа ги облажува малку непријатностите на лекторскиот живот што првата година не се одвива во многу убави околности и ги олеснува активностите околу формирањето на лекторските групи, започнувањето на работата од А, незиното продолжување со македонското Б, а не со турското Б, креирањето соодветни наставни материјали за секоја група, а понекогаш и за секој слушател поединечно и така натаму. Иако за ова велиме дека го ублажува лекторското секојдневие, нешто друго ја засладува приказната достепенна подносливост на нерешениот лекторски статус и нискиот лекторски стандард. Тоа е интересот за изучување на македонскиот јазик од страна на студенти и од други универзитети во Турција, кои за лекторатот во Истанбул дознаваат преку медиумот, што во тоа време е многу појак и од интернетот, добриот глас што се слуша надалеку. Тој глас ќе ги донесе еден ден пред капијата на Едебијат факултетот Јунус и Дилара, близнаци од Измир, кои ќе го подадат на учителката по македонски јазик од Скопје писмото од баба си, стара скопјанка турчинка по потекло. Писмото е напишано на чист скопски говор и треба да послужи како молба и како препорака да ги примат децата еден семестар да учат македонски, а за тоа време тие ќе ги стават по мирување своите студии на факултетите во родното место. Истиот тој глас ќе го донесе во Истанбул и Џан од далечната Конја, дипломиран филолог за ориентални јазици, кој го слушал македонскиот во семејството на својот најдобар другар од детството, во Конја доселено од Гостивар, и кој пронашол многу заеднички особени помеѓу македонскиот и јазиците што ги изучувал. Џан останува 2 години на курсевите во лекторатот, а заедно со други слушатели ќе биде испратен и на летната школа по македонски јазик, литература и култура во Охрид, што е редовна практика во работата на лекторатот во периодот од 95-та до 99-та година. Вакви убави интерприказни во големата приказна на лекторатот има многу, но не е идејата да ги раскажуваме нив. Овие што ги кажавме погоре се за да ја илустрираат важноста од постоењето на лекторатите во средини каде што наставата по македонски јазик, литература и култура се реализира за да се воспостави или да се задржи постојната врска на македонската со други културолошки матрици, при што научните проучувања од областа на македонистиката и обратно можеби се и на маргините. Лекторатот по македонски јазик во Истанбул во годините за кои зборуваме и покрај се беше убава форма и содржина на дополнително поврзување на две традиционално поврзани култури. Административните пречки во работата на лекторатот се надминаа во текот на мојот прв лекторски мандат. Во овој контекст, дозволете ми да ја изразам својата огромна благодарност до човекот што беше најзаслужен за тоа, господинот Трајан Петровски, долгогодишен амбасадор на Република Македонија во Република Турција и исклучителен познавач на македонско-турските врски низ историјата. Човекот што со сета душа и срце и со својата висока дипломатска професионалност се залагаше да се реши меѓудржавниот административен статус на лекторатот во Истанбул и кој успеа во тоа. За жал, оваа благодарност ја опатувам постхумно, господинот Петровски не напушти пред од неполни 2-3 месеца и многу ми е жал што денес не можеме да слушнеме дел од неговите сеќавања на оваа тема. Ќе завршам во весел и оптимистички тон. Додека на едниот крај од Истанбул во периодот од 1995 до 1999 година на Факултетот за литература се учеше македонската азбука, се читаа македонски текстови,
се слушаше македонска музика и се проектираа македонски филмови. На другиот негов крај, во едно основно училиште, едно 5-6 годишно момченце од Македонија што ја придружуваше мајка си лектор по македонски јазик во Турција, ги стекнуваше основите на писменоста и ги учеше првите години од основното образование на турски јазик. Македонско-турските врски се многу јаки и многу суптилни по многу основи. Лекторатот по македонски јазик и литература на Универзитетот во Истанбул го знае тоа најдобро и затоа најдобро ги препознава и ги развива нив полни 35 години. Му посакувам спокојна и успешна иднина, долговечност и уште многу слушатели што ќе го шират македонскиот збор и македонската култура во Турција. Почитувана публику, ви благодарам за интересот и за вниманието. Saygıdeğer dinleyiciler, ilginiz ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Благодарам за iscrpnato i sentimentalno obraćanje, profesor dr. Гордана Алексовска. Да, непосредно пред кога го организиравме и кога имавме во план да го поканиме почитуваниот поранешен амбасадор Трајан Петровски, тој почина за жал, меѓутоа сите нивни заложби, вашите заложби вашиот пат кој што сте го поминале, верувајте, за нас лекторите, значи завет и во иднина да продолжиме, да работиме и да го развиваме лекторатот во пошироки рамки, да развиваме македонската мисла и да привлекуваме студенти кои што навистина имаат интерес да бидат присутни на нашите часови. Јас имам обраќање, меѓутоа во интерес на времето, накратко, би сакала да истакнам дека во моментов ми представува особена чест и задоволство, ова е неизмерна радост што може да го доживее еден лектор во рамките на мојот мандат да се одбележи ваква една годишнина, ваков еден јубилеј, како што реков, еден завет за да продолжам да работам и понатаму. Мојот мандат започнува 2016-2017, всушност година предходни, поради повторно административните пречки, јас не можам да заминам на 30 годишнината од лекторатот. Една година чекам, меѓутоа задоволството кога ќе дојдам овде е преголемо. Иако не започнува се така мазно и така медено, освен градот што нуди воодушевување, работата е таа која што мора да се заложи човек за да обезбеди студенти. Тоа на почетокот имам 26 студенти и еден предмет и неуморно мислам и работам како да се стекне повеќе. Секако во овие рамки јас не можам да ја прескокнам поддршката која што ја добивам од факултетот, значи од целокупното раководство, меѓу кои најзаслужни се раководителката на катедрата за македонски јазик тука, Гјонел Узели, професор доктор Гјонел Узели, и патувам бескрајна благодарност што како човек, како пред се како човек, а потоа и како раководител и како предпоставена беше тука за сите мои прашања и проблеми. Исто така упатува благодарност за целокупната работа и соработка кон професор доктор Емине Инанир, која што ја гушка македонистиката во рамки на славистичката, односно катедрата за словенски јазици. Нема да образложувам многу, бројот во следните години навистина фрапантно расте. Од еден предмет, денес имаме 5 предмети, се од воведен до напреден македонски средно рамниште, преведување и секако и вербален македонски. Студентите броја пред пандемијата 128-130, бројка која што, бидејќи е изборен предметот и предметите се изборни и отворени за сите катедри. Предметите се отворени исто така за докторанти и магистранти на факултетот. За сето тоа, раководството на универзитетот, деканот вложуваат несебични напори да предметите по македонски јазик бидат застапени и да бидат застапена катедрата во сите настани, како што спомена и деканот 26 септември одбележување на денот на европските јазици. Понатаму соработката која што беше остварена исто Институтот за македонска литература, еден голем симпозиум кој што се одржа овде, присутни научници од македонска и турска страна, од каде што произлезе минатата година изборник, говори
говори на вистина за несебичната посветеност и секако на турската страна, институциите кои што помагаат ние да израснеме, да обстоиме и да израснеме во оваа средина. Во тие рамки, бидејќи имаме уште 10 минути, јас би сакала во продолжение да ви го представам плодот од нашата работа, гордоста на нашата работа, на мојата гордост, а тоа се студентите кои што секојдневно читаме и учиме македонски јазик и се насладуваме на стиховите на Блаже Кунески, на Миладиновци. Дури имаме и студенти кои што одлично рецитираат и читаат на македонски јазик. Ја поканувам Сила Екин да ни прочита Пеперуга од Блаже Кунески, која што ја преведе Самет Јеркој на зимската школа неодамна. Сила Екин, buyurun. Buradayım. Merhaba, ben Sıla Ekin. Şimdi sizler için Blage Koneski'nin Kelebek şiirini okuyacağım. Peperuga. Buyurun. Девойчицето, мајчице, си фати пеперуга пред врата. Види колку е убава и бела. Та не стоеше на цвеќе, си лежеше на земји, вака на едната страна. Јас си ги собув на ланчињата да не тропам. Одев полека да не ме чуе. И јас стиснав со двете прстења. Ама таа не преташе со крецата, како што претаат пеперугите во паркот кога ќе ги фатат. Та си беше мирничка. Мајчице, нели нема да ме караш дека ја отепав? Мајката, не сине, ти си ја оживела. Türkçesini okuyorum. Kelebek, küçük kız. Anneciğim, kapının önünde bir kelebek yakaladım. Ne kadar güzel ve beyaz olduğuna bir bak. Çiçeklerin üzerinde durmuyordu. Yerde böyle bir tarafta yatıyordu. Ses çıkarmayayım diye nalınlarımı çıkardım. Beni duymasın diye yavaş yavaş gittim ve onu 2 parmağımla sıktım. Ama parkta yakaladıklarında kelebeklerin kanat çırptığı gibi kanatlarını çırpmadı bu kelebek. Sakindi. Anneciğim, onu öldürdüğüm için bana kızmayacaksın değil mi? Anne, hayır oğlum, sen onu canlandırdın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Сила Екин. Çok güzel. Во продолжение, ја поканувам Айтен Атмаджа со рецитал од убавите жени од Блаже Кунески. Айтен, buyurun. Убавите жени, Блаже Кунески. Убавите жени од Кајсија, како мајски Јоргован, о неправда, тие им припаѓале на неизбрани мажи. Нивните коседења сплетени во порцелиње, ноќе распуштени по градите и колковите, нивниот постап на препелица, набрзо го софинала унечка, нивната младост поминувала, како мирисна липа што го одвева ветрот. Набрзо тие седнувале на порто, со наведната глава и издадени коленици, со нечујна издишка. Убавите жени, несрекнати жени, тие брзо процутувале, како цутот Кајсија, како мајски Јоргован. Teşekkür ederim. Айтен, инаку има способност на вистина брзо да ги учи творбите на памет и одлично да рецитира и задоволство е кога ја слушаме на часовите. Teşekkür ederim, Айтен. Ви благодарам многу, мои драги студенти. Јас би сакала да прашам доколку директорката сака да се обрати или можеби некој од присутните. Имаме уште малку време и би сакала да ја одјавам со завршен збор конференцијата, која што на крајот од времето сме. Па добро, јас да се заблагодарам на сите, бидејќи сите што сте тука, дали кажавме по некој збор или не кажавме, сите се растреперивме.
се подсетнивме на сите оние моменти заеднички кои што сме ги имале на релација Скопје и Истанбул, дали приватно, дали професионално, дали лично и така натаму. Така што еве, уште еднаш благодарам до ректорот на УКИМ, до Актанаго, генералниот конзул, благодарам до двата декана, до професор доктор Хајати Девил, професор доктор Анета Дучевска, но секако благодарам најмногу за двете дами. Тоа е до професор доктор Емине Инанир и до професор доктор Ѓону Узели. Секако, без вас, без Гордана Алексова, значи доктор Гордана Алексова, без магистер Марина Цетановска, немаше да биде ова комплетно, бидејќи тие кои што ги вадеа на некој начин понекогаш дури и жешките костени со гола рака. Ама ете им благодариме дека издржаа, дека дотраа и дека ете и двете се дел од овој убав настан кој што се вика 35 години македонистика, македонски јазик, литература и култура на Истанбулскиот универзитет. И јас навистина од срце ви благодарам што одвоивте вака, сепак е долго, сат и половина сме заедно, што одвоивте од вашето време. Почитувани, се надевам да. Ви благодарам за придонесот кон македонистиката, за целокупниот ангажман и напор кој го правите, како личности и представници на институциите од Република Турција, од Истанбулскиот универзитет и Република Северна Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи, бидејќи само неосебичното залагање и вложување во образованието ќе придонесе за понатамошна долготрајна соработка помеѓу двата народи и двете земји. Сајан катылмы чалар. Кузей Македонија араштырылмарына кат кырыларыныз Түркия Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti'nden burelер ve korumların temsilcileri olarak gösterdiğiniz genel katılım ve çabalarınız için teşekkür ederiz. Çünkü sadece özverili yaklaşım ve eğitime yapılan yatırım, iki ülke ve iki halk arasındaki uzun vadeli işbirliğine